Оно што сакав да го споделам, кое што Бог ми го даде на срце, беше поврзано со подароците. Знаете, обично за Божик се даваат подароци, едни на други си ги подарувате, некој заборавил на друг да му даде, некој се враќа дома разочаран, а некој среќан и благословен. Што сакам со тоа да ви кажам? Без разлика дали ќе добиете подарок или не, вие веќе го имате најскапоцениот подарок, а тоа е Господ Исус Христос во вашите срца. Во овој период сите се фокусирани на подароци. Некои се ефтини подароци, некои скапи, значи целата сезона се карактеризира со подароци, но и со убави моменти на заедништво, кои што ја отсликуваат љубовта, почита, сплотеноста, како во кругот на семејството, така и меѓу колегите и меѓу пријателите. Меѓутоа, подароците не треба да се повод за луѓето да се собираат. Најголем повод треба да биде заедништвото во Христос, а и самиот Христос, кој што кажавме дека е најголемиот и најскапоцениот подарок што човек може да го има на овој свет. Сите подароци кои што луѓето ги примаат или ги даваат, тие се земски подароци, подароци кои што се од временски карактер, кои што се распадливи, не се вечни. Но што се тие подароци? Израз на внимание, израз на што? На почит, на чест кон некоја личност која што ти значи и сакаш да и го покажеш тоа дека ти е при срце. Но многу е тажно кога некое дете нема кој да му даде подарок, кога е само и кога не чувствува дека некој го сака, кога не искусува внимание и љубов. Многу е тажно кога луѓе кои што се сами, кои што се возрастни, стари, кога се осамени, тажни, дури и отфрлени, нема кој да ги посети, нема кој чаша вода да им подаде, нема кој да поразговара со нив. И многу би бил тажен овој свет, доколку Господ не интервенираше и не го даде својот единороден син Исус Христос за сите нас. Затоа денеска зборуваме за надежта на овој свет, на овој отпаднат свет од Божјата слава, свет кој што сгреши и кој што беше фрлен во проклетство. Таа надеж, која за нас е блажена надеж, е Божјиот подарок Исус Христос, кој што, како што слушнавме, е олицетворение на Божјата љубов за нас луѓето. Читам од Исаија, од пророкот Исаија 7 глава, вели, затоа Господ сам ќе ви даде знак. Еве девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му даде име Емануел. Разбравме дека тоа значи Бог со нас и Бог меѓу нас. Кога разбирајќи дека Бог е со нас, во практиката значи да не се слушам себе си, да не го слушам мојот разум, да не се потпирам на своите планови, своите способности, туку единствено да се ослонам на Божјата благодат за мене, односно да дозволам таа да работи низ мене. Исус, слушнавме дека е израз на благодата Божја. Но таа Божја благодат за која што зборуваме, знаете дека е незаслужена Божја милост. Во Евангелие по Јован вели, и сите ние примивме од неговата полнота. Благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а преку Исуса Христа дојдоа благодата и вистината. Вели, Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син, Бог, кој е во прегратката на таткото, тој го објави. Амин. Зошто го истакнувам ова? Бидејќи благодата е таа што носи благослов. Не нашиот труд, не религијата и традицијата која што се практикува, не законот на Мојсеј, односно религијата носи благослов, туку благодата Божја е таа која што носи благослов, но действува преку вистината. Затоа вели полн со благодат и вистина. А која е таа вистина? Таа вистина е дека Исус дојде во тело како израз на Божјата љубов кон нас и за нас. Зошто таа љубов од Бога дојде за нас преку Исус? Бидејќи постоеше грев помеѓу човештвото и Бога. Тој грев беше бариера која што не овозможуваше да сме во единство со Бога, бидејќи Бог е праведен, свет и не може во него да се пребива со нечистотијата на гревот. Затоа беше потребна жртва помирница која што ќе овозможи помирување со Бог Таткото, односно целото човештво
човештво да се измири со Бога. Таа жртва, совршена жртва за нас е Исус. Тој дојде бидејќи беше неопходен посредник на тој нов завет, но и застапник кој што ќе се застапува пред Бога за луѓето. Исус имаше двојно застапништво. Го представуваше Бог пред луѓето, но откако умре и воскресна, се застапи за сите нас кои што му веруваме. Така да неговата безгрешна, пролеана и света крв за нас овозможи да се покријат и измијат сите гревови кои што ги бевме извршиле, како во минатото, во сегашноста и во иднината. Со неговото дело се опростија нашите гревови и од виновни Господ не направи праведни луѓе преку неговата праведност. Исус се роди за да умре и тој тоа го знаеше. Тој дојде, живееше, ни го објави она што беше во срцето на Бога, тоа е неговата љубов, ја спроведе Божјата волја и потоа што се случи? Се понизи и стана послушен до смрт на крст. Зошто е ова важно? Затоа што со неговото распнување на крстот, тој го зазема нашето место кое што следуваше за нас како казна за нашите прегрешенија и гревови и последици на сите гревови. Што направи со тоа Исус? Исус, висејќи на крстот, стана проклетство за ние преку него да се здобиеме со благослов од Бога. Исус се роди за да не направи нас што робови на религија, практиканти на традиција. Тој се роди и го изврши своето дело од сите нас да направи Божји деца, за да живееме како Божји синови и ќерки, да ги делиме неговите права како Божји деца и да го славиме Бога како наш татко. Што значи Исус дојде во тело? Ова е многу важно бидејќи го објавуваме, а во Библијата јасно истакнато. Меѓу другото треба да знаете дека антихристот се противи на таа вистина дека Исус дојде во тело и затоа е важно ние да се спротивставуваме токму со оваа вистина. Вие знаете дека Исус постои уште пред настанокот на светот. Тој се роди, но неговото раѓање беше отелотворување. Влезе во тело, во физичко тело. Дојде во човечка природа, роден преку девица, која што зачна на надприроден начин преку Светиот Дух. Ова не значи дека Бог се претворил во човек и дека престанал да биде Бог кога тој стана човек. Тој се уште беше Бог додека чекореше на земјата и ја зеде човековата природа што е создал и со неговата божествена природа овозможи совршено соединување на Исус Христос кој што е Бог и човек. 100% Бог и 100% човек. Амин. И тој дојде за да живее меѓу нас и во нас и да ни овозможи спасение. На тој начин Бог дојде на земјата преку својот син за да воспостави нов ред на живење и нова раса. Сите кои што веруваат во него и го прифатиле званично, не по раѓање како традиционално христијанство, туку со чиста совест и со отворено срце, со вера во Бога, го исповедале тоа и го прифатиле Исус Христос за свој Господ и Спасител, според Словото вели дека стана Божји деца кои што не се роди од машка поход, туку од Бога. Ова значи дека Словото стана тело и се насели меѓу нас и ние видовме сите сведоци во Словото, ги читаме, гледаме дека сведочат за неговото постоење на земјата, а антихристот ќе се обиде тоа да го побие на различен начин, доведувајќи го во сомнеш она што ние го веруваме. Тоа ќе се случува во последното време. Сега што е основата на таа блага вест на Евангелието на мирот кое што ние треба да го поделуваме? Тоа е пораката за љубовта на Бога и можноста дадена од Него, секој да избере дали ќе го прифати Божиот начин за да се спаси од гревот и последиците на гревот, или пак ќе остане жртва на своите гревови. Знаете дека гревот и последиците на гревот носат страдање, болки, несреќи, но исто така проклетство, смрт и вечна смрт. Со отелотворувањето на Исус Христос, кој што беше испратен од Бога, им се даде можност на сите луѓе со вера да пристапат и да бидат спасени, исцелени
ослободени од проклетство, да се искупени и заштитени од непријателот, да бидат оправдани, направени праведни, посинети од Бога и помирени со Бога. Амин. Ова значи дека тој дар кој што е од Бога даден, на секој му се дава правото на избор дали ќе го прифати или нема да го прифати. Едноставно прашање е на лична волја, односно слободна волја и слободен избор. Слушнавме дека Господ е со нас, Емануел, што значи дека Бог е постојано со нас. Меѓутоа, што тоа значи? Тоа значи дека ти си прифатен од Божја страна. Многу често во секојдневието ги забележуваме нашите гревови, нашите слабости. Едноставно, ние треба да разбереме што направи Исус за нас. Кога тоа ќе го разбереме, тоа ќе го допре и трогне нашето срце и токму неговото дело ќе не одврати од желбата да живееме во грев и да практикуваме грешен начин на живот. Ова значи дека кога ние го имаме Христос со нас и во нас, веќе не сме слаби, туку тој не крепи и во нашата слабост се пројавува неговата сила. Меѓутоа, нашето прифаќање од негова страна, од страна на Бога, не е базирано на нашиот перформанс, не е базирано на нашиот квалитет, на нашата слабост, на тоа што ние правиме во црквата за Бога или не правиме во црквата за Бога. Ниту тоа дали сме од некоја си посебна фамилија, ниту дали имаме кралско потекло или немаме. Прифаќањето, нашето прифаќање од страна на Бога е базирано исклучително на она што Исус го изврши за нас на крстот. Јас зборувам за раѓањето на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, но зборувам и за неговото завршено дело на крстот, заради кое што сме овде и собрани. Преку Исус што ни се овозможи? Живот во изобилие, победнички живот, победа над гревот, над слабостите, над очајот и стравот. И кога непријателот доаѓа со исклучителни страшни мисли, со изговори дека не си достоен за Бога, ти како ќе се одбранеше да не беше Исус? Ќе беше само поразен, но во Исус имаме победа. Во неговото моќно и славно име, со неговиот авторитет, се спротивставуваме на секоја нечиста мисла, на секаков страв, се спротивставуваме на се што доаѓа од непријателот во името на Исус и тој мора да побегне од нас. Тоа е она што ние го имаме како привилегија за да го поразуваме кнезот на овој свет, но и сите влијанија од овој свет. Кога веруваш дека Бог е со тебе, тогаш дозволуваш неговата благодат да се манифестира во сите области на животот. Во Тит пишува 2 глава 11 стих, Бог ни покажа колку ни е благонаклонен со тоа што дојде да ги спаси сите луѓе. Неговото отелотворување значеше пристигнување на Спасителот, кое што беше објавено и на пастирите. Слушнавме за тоа, но ќе прочитам. Во тој крај имаше пастири кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли. И се уплашија многу. А ангелот им рече, не плашете се, еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Ова ќе ви биде знак, ќе најдете повиен младенец кој лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство кое го славеше Бога велејки слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Кога си отидоа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа меѓу себе, да појдеме во Витлеем и да го видиме предскажаниот настан што ни го соопшти Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосиф со младенецот кој лежеше во јасли. А штом го видоа, соопштија за предскажувањето што им беше речено за тоа дете. И сите што слушаа се восхитуваа на она што им го говореа пастирите. Читав од Евангелие по Лука. Пастирите беа представници на народот и затоа Господовите ангели се објавија на пастирите. Но исто така се
даде таква објава и на тројцата мудреци кои што дојдоа од исток. Тие беа представници на благородништвото, затоа што Исус се роди за сите луѓе да ги спаси. И за луѓето, и за благородниците, за сите. Читам од Матеј 2 глава. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. А кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост и штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови злато, ливан и смирна. Подароците имаа значење, односно тие покажаа дека новороденчето истовремено е човек со подарокот на Смирна. Тоа значеше. Исто така, со подарокот ливан или темјан, покажа дека тој е Бог. И исто така, дека тој е цар со подарокот што му го дадоа злато. Од тука можеме да разбереме дека Исус е подарокот кој што го даде своето тело за нас. Значи, тој прими подарок Смирна, кое што беше указ на тоа дека е во човечко тело. Потоа дека е Бог со подарокот ливан или темјан. И потоа злато за тоа што е цар. Исус е подарокот за овој свет што го даде своето тело, кој што ни овозможи спасение и се застапува за нас од десната страна на Бог и дека тој е царот кој вечно ќе владее. Дали е тоа пишано? Се разбира дека да, исто така од пророкот Исаија предскажано пред тој да се отелотвори. Читам од 9 глава од Исаија, 6 до 7 стих. Зашто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото. Името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Неговата власт ќе се шири надалеку и не ќе има крај на мирот над Давидовиот престол, над неговото царство. Ќе го зацврсти и ќе го утврди во правина и во праведност. Од сега и довека ќе го направи тоа приврзаната љубов на Господа над воинствата. Амин. Најголемиот подарок за човештвото што може човекот да го прими е отелотворувањето на Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, кој што денес нели го славиме тој миг и сме му благодарни на Бога за тоа што ја пројави неговата љубов кон нас. Како плод на нашата вера е споделувањето на благата вест за Христос, за да ги привлечеме и приближиме луѓето кон Него, да дознаат дека само Тој е единствениот пат за спасение, дека само Тој е единствената вистина и единствен начин за да се пристапи кон Бог Таткото. Сите подароци се распадливи, само подарокот да го примиш Божиот Син Исус Христос за свој Господ и Спасител е нераспадлив и е вечен подарок кој што го носиме во нас. Значи, што и да подарите вие за Божик и за овие празници, ќе биде недоволно доколку не го споделите точно ова што денеска го зборуваме, односно не го споделите најскапоцениот подарок. Бог не бара ништо од нас, но ние, како благодарност, можеме да му го посветиме нашето срце на Бога и да ја споделиме благата вест како со блиските околу нас, така и со најмладите, како што спомнав, но исто така и со сите оние луѓе кои што живеат огорчено, на кои што им е неопходно да ја слушнат и примат благата вест. Значи да заклучиме, да се дарува и да се даваат подароци не е традиција на луѓе, не е нешто кое што претходи од измислена приказна, туку чин кој што прв ни го покажа Бог со тоа што ни го подари неговиот Син и затоа во негово име се подаруваат подароци за Божик. Значи, ниту една друга основа за подароци нема, освен примерот што Бог ни го даде за нас. Соодветно, нема, исклучена е секаква форма, секаква алтернатива за ирваси, за дедомразовци, за различни други нешта кои што го тргаат фокусот од Бога. Ние треба како христијани и верници, треба сите нашето срце да го
поставиме да гледа кон Бога, да биде благодарно кон Бога, бидејќи кога сме во Бога, тогаш вистината Божја пребива во нас и не ослободува од секоја заблуда. Многу од луѓето сакаат да имаат здрави деца, сакаат да имаат здраво семејство. Нема човек што тоа не го посакува, но одговорноста паѓа на сите нас. Ако примиш вистина, таа вистина ќе донесе светлина и ќе пребиваш во светлина. Ако внесеш лага, тогаш го внесуваш таткото на лагата и тогаш тој ќе има достап и до твоите деца, и до хармонијата во твојот брак, и до твоите финанси, и до твоето здравие. Затоа е многу важно во што веруваш и што примаш дома, што прифаќаш, а што не прифаќаш. Одговорноста се паѓа на секој еден од нас. Велиме, заштити не Господе и децата и семејството. Да те заштити, но Бог не може да оди против твојата волја. Ако ти си решил да внесуваш паганизам, лага, да внесуваш нешто што е нечисто во умот на твоите деца, во срцето на твоите најмили, тогаш таа лага што се внесува ќе донесе последици. И сигурно тоа нема да бидат розови трендафили и благослови од Бога. Бог сака и бдее над нашите души, над нашите деца. Но затоа да му отвориме пат до срцето на нашите деца, до нашето домаќинство, до нашето семејство, да му отвориме пат. Како? Со тоа што ќе разгласиме дека единствена причина за Божик е Исус Христос, кој што е нашиот Господ и Спасител. Спомнавме за подароците кои што ги дадоа мудреците на Исус. Спомнавме дека Исус го даде и своето тело и се застапува за нас, и дека е нашиот првосвештеник, и дека е царот на царевите. Слушнавме за тоа и целата Библија зборува дека сета слава и чест се негови. А што даруваме ние на Бога? Парите ли? Што даруваме? Срцето и душата му ги даруваме на Бога, затоа што и тоа е од Него. Но кога ќе му ги довериш на Бога, кога ќе ги поставиш да бидат во служба, во света, жива и пријатна служба, целото твое тело и душата и умот и срцето, тогаш се во тебе ќе биде под управување на Бога. И тогаш нема ниту мозокот да прави некакви дисфункционалности и умот исто така, ниту срцето ќе подскокнува и ќе сака да дивее со тахикардии и со различни други немирни нешта. Исто така и телото нема да има простор што во него да игра и да прави бунт, бидејќи си го посветил и телото, и стомакот, и нозете, и рацете, и очите, и умот, и срцето, се си посветил на Бога. Кога се е во Бога, тоа е под Божјо управување. Штом е под Божјо управување и Божји имот, тогаш ѓаволот нема право да пристапи ниту до вашето тело, ниту до вашата душа, ниту до вашите органи, ниту до вашите мисли, емоции, срце и ум. Едноставно, вие сте скапоцени Божји деца. Вие сте тие над кого е Божјата десница. И кој се крева против вас, се крева против Бога. Бог се бори за нас. И поголем е Бог во нас, отколку оној во светот. Со таа вера чекориме и го победуваме светот. И ние како верници христијани сме повикани да живееме духовен изобилен живот, пропратен со Божји благослови, кој што човекот дури не може да ги проумее со својот разум. Бог е нашиот добар татко. Бог е нашиот совршен татко и Бог нема да ти дарува болка, ниту страв, ниту страдање. Кога тој можеше да го откине од своето срце неговиот единороден син Исус Христос и да го даде за тебе, тогаш можеш да разбереш и да сватиш дека ти не си изгубена овца, дека ти не си жртва на овој свет, дека ти не си повикан да бидеш поразен и да живееш на рати, падни стани. Ти си повикан да станеш и со вера и надеж во Бога да чекориш напред. Дури таму каде што нема пат,
Само чекори, а Бог ќе го отвори патот пред тебе како што го отвори морето пред Моисеј. Остани му верен на Бога. Дури кога се чувствуваш искушуван и слаб, кога те напаѓа телесната природа или непријателот на овој свет, твојот фокус нека не биде твојата слабост и проблемот. Твојот фокус нека биде најсилниот, единствениот авторитет на целата вселена и на се што дише. А тоа е Господ Исус Христос. Кога си со Него победуваш, без Него губиш, гинеш, поразуваш. Затоа е важно да живееме секој ден со помислата и со увереноста дека Бог е со нас. Кога Бог е со нас, навистина нема ништо против нас. Може би нешто ќе се случи, но од секоја ситуација ќе излеземе повеќе од победници. Дури и во најголемите критични моменти, Господ тоа ќе го претвори за добро. Затоа внимавајте да останеме верни на Бога, не на нашите емоции, не на нашите мисли, она што не напаѓа во умот или што ние го размислуваме и планираме. Да му останеме верни на Бога, бидејќи Божик доаѓа и проаѓа. Но секој ден треба да искусуваме наутро Божик, напладне Велик ден, навечер Педесетница.